Od денес Кочани официјално има нов советнички состав и нов градоначалник. Досегашниот Никол Чуилиев му ја предаде функцијата на неговиот наследник Љупчо Папазов. На сметка му остави вкупно 63 милиони денари и 20 започнати проекти со обезбедени пари за нивна реализација. Како набавка на ново противпожарно возило, понатаму реализацијата на канализацијата, односно воотракање и решавањето на Кочански дол во Оризари, значи комплетно средства обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, обезбедени средства од владата за неколку улици кои веќе се започнати во фаза на реализација. За новиот градоначалник Љупчо Папазов ова е одлична стартна позиција и најава за посветена 4-годишна работа за Кочани. Во наредниот период очекувам спроведување на она што беше зацртано во мојата програма, реализација на проекти кои се во интерес пред се на граѓаните, кои доаѓаат како идеи и интерес од граѓаните. Значи ќе работиме за реализација на тие проекти и во секој случај она што е оставено како реализација, проекти кои се навлезени во длабока фаза на својата реализација, ќе продолжиме да ги довршиме до крај. Сепак за Папазов во Кочани има работи кои ургентно треба да се решаваат и тој ќе почне од таму. Еден од суштинските проекти за кој ќе посветам посебно внимание, реконструкцијата е на главниот потисен цевковод во делот на решавањето на проблемите со загубите со вода и во делот на решавањето на квалитетот со водоснабдувањето во општина Кочани. И мислам дека можеме брзо да влеземе во реализација на тој проект. Инаку Папазов, кој е кадар на ВМРО ДПМН, ќе има сериозна задача да воспостави непречена соработка со Советот, во кој ниту една политичка партија не е доминантна. Од вкупно 19 советници, СДСМ и ВМРО ДПМН имаат по 8, по еден советник имаат Левица, ЛДП Дом и независниот Венко Крстевски.